Па, Македонија треба секогаш да има очекувања, да ја биде вратено она што го вложила. И во тој смисол ние никако продукција, но и како уметници бевме на чисто уште на почетокот дека ќе направиме се од себе си, ќе го дадеме најдоброто од себе си, вложеното во нас и да го вратиме. И еве, тој го правиме. Верувајте, го правиме на најдобар можен начин. Имаме филм и продукција која во секаков смисол може да се мери со било која продукција во светот. И ако е прашањето тоа дали ние имаме очекување од нашиот филм, да, се разбира, имаме очекување да победиме, иако не смееме филмот и кинематографијата да ги разбираме како некаков спорт или како некаква Формула 1 во кој филмовите се некакви болиди, а ние режисерите некакви пилоти на тие возила. Иако има многу таленти и квалитетни луѓе, македонската кинематографија малку ја има на светскиот пазар. Бојаджи, вие сте сега во Монтреал, гледате како работи светската кинематографија. Се надевам дека го имате одговорот на прашањето што ни недостасува за да влеземе и ние во квалитетната и влијателна светска филмска мапа. Па, како и за многу други работи, Горан, па и за ова ни треба организација, систем, но мислам дека првото нешто кое треба да се направи е да ја промениме гледната точка, односно и ракурсот, кажаме со јазикот на филмот, а тоа е да сватиме конечно дека филмот и кинематографијата во Македонија од незините почетоци па до ден денешен се разбираат, се сваќаат како некаква елитистичка уметност во која децата и внуците веќе на црвената буржуазија ќе можат да ги искажат своите најдлабоки, интимни, тајни мечти и идеи за нивниот свет. Но никаде повеќе тоа не е така. Филмот повеќе не е конформизам. Ова е Горан денес аргатска работа. Треба да се издржи, да се најдат средства, да се сними филмот, да се заврши и да се дојде до оваа фаза кога вие ќе мора да се соочите со тоа дека не сте единствени во светот. Имено Горан денес се снимаат околу повеќе од 10.000 филма годишно во светот. Само во Африка се снимаат околу 1.000 филма и односот на фестивалите е 2.000 до 2.500 према 1. Наспроти средината на 80-тите и почетокот на 90-тите години, кога во Македонија се направени најголемите успеси во однос на фестивалска промоција на македонска кинематографија, тогаш односот било 600 до 800 филма наспрема еден филм. И мислам дека ние треба да разбереме дека светот се променил, дека треба на филмот да му пристапиме фазно, но мислам дека нашиот филм во тој смисол е добар пример, затоа што ние имавме на подршка од агенцијата за филм од почетокот па до крајот и сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на директорот Горијан Тозија, кој не подржуваше и како продуценти, и како уметници, и без чија подршка во никаков смисол јас денеска немаше да бидам овде каде што сум. Филмот се однесува на едно актуелно и болно политичко прашање. Вие деновиве сте потписник на писмото од 76 светски и македонски интелектуалци против Преспанскиот договор. Може ли филмот и уметноста да помогнат во решавање на проблемите меѓу народи со меѓусебни проблеми како Македонија и Грција? Морам да бидам искрен и да си признам себе си на моје огромно разочарување дека светот не го менуваат уметниците и уметноста, светот го менуваат политиката и политичарите, но уметноста и уметниците можат и морат да покажат како изгледа тој подобар свет. И во тој смисол нашиот филм за среќа е добар пример за тоа како можат нештата да бидат подобри и како уметници и луѓе од двете земји можат да соработуваат без никакви проблеми. Имено во нашиот филм има актери од Македонија и од Грција, има техничка екипа од Македонија и од Грција. И за време на снимањето на филмот минатата година, меѓу другото, филмот се снимаше на локации во Македонија и во Грција, гледаме за информација на гледачите. Филмот се снимаше во Атина и во Преспа од грчка страна, и во Македонија на локации низ цела Македонија и во Преспа од македонска страна. И македонците и грците зборуваа македонски и грчки и се разбира без никаква потреба од никакви договори во однос на тоа како ќе се разбираат. И јас сум потписник на тоа писмо затоа што сметам дека секој обид човечките односи да се регулираат со закони
и со примена на терор, на сила, завршуваат лошо. За жал, овој договор предвидува примена на сила, примена на терор, ако некој нема да се согласи со клаузулите предвидени во овој договор. Јас сум уметник и одбивам да поддржам било каква примена на сила и било каков терор врз било кого, затоа што на крајот на кришта нема да бидам чесен и кон овој филм кој зборува токму за тоа дека секоја сила раѓа терор, а секој терор нов терор.